Господин Илија Миловски и Милутин Арцовски. Делегат Одбор на бранители на Македонија. Унија на млади сили ВМРО
Pripadnici na armiju. Денес на овај голем ден од поновата македонска историја, токму на ова место Карпалак, чувствуваме голема тага и болка, неизмерна, за 10 загинати прилепски бранители од конвојот кој се упати токму на овај денешен ден пред 23 години во одбрана на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија во касарната Тетово. Меѓутоа, да напоменам дека овај ден чувствуваме и восхит, почит и храброст, како дел и од преживеаните во тој настан. И навистина, овие луѓе треба да бидат запишани со златни букви во македонската историја. Меѓутоа, голема почит и за сите бранители од 2000 и 2001 година, кои застана на браникот на својата татковина. Исто така да напоменам дека од ова место треба да испратиме порака. Ова не треба да се заборави, меѓутоа треба да биде минато, треба да живееме сите во ова наша заедничка држава Македонија, да градиме една просперитетна, силна економска држава, европска држава, дел од европското семејство, каде што ќе живеат среќни граѓани без оглед на нивната национална, верска, социјална и политичка припадност. Години наназад преживеаните семејствата се жалат дека се поклонуваат на банкина. Дали после толку ветување и од минатите власти конечно ќе се направи достоен споменик? Па би упатил еве апели како дел од владата, јас ќе настојувам да тука има навистина едно достојно спомен обележие во чест на овие 10 загинати прилепски бранители. Најмалку е тоа што го заслужува тоа, а во нашиот роден град, како градоначалник, изградивме спомен обележи и црква во нивна чест, бидејќи денеска е голем христијански празник Света Петка и токму на овај ден на некој начин беше трагичен за овие 10 луѓе, меѓутоа беше и заштитник и патрон наш како преживеани од Карпалак. Име и презент. Ристевски Маријан, заменик министер за економија и труд. Немаше да се пофалиме. Се изразаме на благодарност до владата, зашто има преголема грижа за нас и за погинатите. За погинатите се гледа како се грижа, тоа е чудо нешто, а за нас живите уште повеќе. Уште повеќе. Не баре уште тоа е последен чин да не прогласа за терористи, да не осуда затвори, да се решиме ние од нив, поправа тие од нас. Инаку, дали личи на место каде се полагаат свечиња на погинати. И минатиот пат го повикав и сега, овде треба врховниот командант да дојде. Ние сме армија. Немојте со заменици, со представници. Врховен командант. И централната прослава од Прилеп да се премести овде. Овде е местото каде треба да чествуваме. А не во Прилеп. Ние во Прилеп во ред. Ќе ги посетиме гробиштата на загинатите. Ама местото е овде и овде доликува одржување на свеченост. Инаку, задоволството пак ќе речеме преголемо, никој не рачуна, немаме никакви права, не можеме да извајаме едно барање, дека сме учесници во 2001. Не знам дали има некој паметен во нашата држава да размисли што со нас. Тие кои беа по 20 години, сега се мажи 40 години. И нивните деца порасна, немаме ни школство, ни здравство, вработување, па не дај Боже да речем за стан. Срамота. Јас немам ништо против албанците, сека е чест. Ама тие кои ја нападнаа Македонија, ги имаат сите бенефиции. Јас како човек во години не можам да појдам на бањско лекување. Земам 14.000 пензија. Ништо не се промени. Стравата апсолутно 23 години истото го зборуваме. 23 години држава наша од македонска страна ја вода глуби. Апсолутно глуби. Еднаш да не слушна, еднаш да не праша луѓе како живеете. Дали имате семејство, дали имате деца, ви треба ли нешто?
Не. Nažalost ne. Kaj će pojdime, vratata je dva pati zaključena, da ne slučajno влеземе. Bog neka ги прости, да не се повтори и зато немам друго што да ви кажам. Тоа е сето. Разочарувањето е огромно, огромно, огромно. 23 години се молиме за еден споменик. Нема. Јордан Трајковски од Прилеп, Сдружение на резервни војни вродници. Hvala vi. Sam,